Наместо во шутка, Драги Рашковски останува дома со можност слободно да комуницира со кого сака, па дури и со сведоци со други лица опфатени во кривичниот процес против него. Судот го одби брањето на обвинителството, поранешниот Владин Генсек да се врати во шутка, затоа што во првото решение за домашен притвор не му било забрането да комуницира со било кого. Мерката за обезбедување присуство куќен притвор за осомничениот ДР продолжува со решение на кривичниот суд, а потврдено од апелациониот суд. Обстојува без дополнителна мерка за предпазливост, забрана за комуникација со лица опфатени со кривично-правниот настан или забрана за употреба на средства за комуникација. А токму користењето на телефонот и зборувањето со другите обвинети беше причина што обвинителот барал тој да биде вратен во шутка, со кого и што зборувал и дали со тоа влијал врз сведоци за сега не се знае. Причината поради која Рашковски првиот пат заврши во шутка од каде беше пуштена SMS порака во која тој на друг осомничен му вели да зборува стручно, бидејќи обвинителите биле глупи и немало да разберат ништо. Она што е проблематично е што самата одлука Рашковски да биде дома е противзаконска. Имено паричната гаранција која даде не важи ако причината за притвор е сомнеш за влијание врз сведоци. Ова е пропишано во член 173 став 7 од Законот за кривична постапка. Кога притворот е определен според членот 165 став 1 точка 2 од овој закон, а обвинетиот дал изјава за признавање на вината или откако ќе бидат прибавени сите докази, поради кои притворот по овој основ бил определен, а најдоцна до завршување на главната расправа. За неговиот пријател и шеф, премиерот Заев, поранешниот Владин Генсек не бил виновен. Тој во една прилика дури изјави дека не и верувал на обвинителката Вилма Русковска, велејќи дека немало ништо сомнително во набавката на софтверот. Да се расчисти работата од позитивен аспект, заради тоа што е нешто кое што се спроведува за време на техничката влада и видов докази информации за меѓусебна комуникација помеѓу Генерален секретаријат и Министерството за внатрешни работи. Секако дека исклучувам секаков сомнеш за набавка. Тоа е правено, колку што се сеќам, со финки, со тендерска процедура. Рашковски осумничен за набавка на софтвер за МВР која е негова иновација.